некој маж што доаѓа нема поверение во жена. Значи не верува. Кога ќе му докажеш дека вредиш, дека знаеш, тогаш веќе нема проблем. Значи ако им го отстраниш дефектот, после не ги губиш веќе никогаш. Мајка ми ме носела, татко ми ме враќал. Женско не треба за усервис, ама после десна рака му биднав. Секогаш муштеријата е закажан. Ја го остава возилото, му се јавувам од после, од кога ќе дознам дефектажата која е. Ќе го ставам на компјутер возилото, да видам, значи тоа не трае малце. Значи може и самите сензори да ме лажат. Може и да е некој кабел скинат. Значи секогаш не мора да значи дека дефектажата може да биде за 5 минути. Се случува 4-5 сати, се гледа едно по едно да се проба, значи мора да имам и половен добар дел, за да може да го пробам, за да можам да му кажам на муштеријата толку чини, дали сакате да се смени. Елвира, а како те доживуваат машките и женските клиенти, а како пак колегите? И мажи и жени имам клиенти. Значи зависи возило возат и машки, и женски, и деца. Џабе не рекли и порано, на машките колата не ја пипај, затоа многу тешко поверение стекнуваат. А жените? И жените исто. Жените па скроз се предаваат. Значи им се случило многу пати, ја ќе ги пресечам со знаење, не со друго. Ја кога не знам прашувам, значи ја може да заборавам. Значи една дефектажа ми се случила пред година, 2 години и веќе излегла од мозок. Таа ја запишувам негде, ама и тоа запишано више кај е. Се надополнуваме со нив. Затоа и кај да одам, значи ние што сме растеле како деца од мојот 17,5-18 години, значи и ден денеска сме заедно во клуб. Значи овдека за да опстанеш, за да бидеш здрав, за да можеш да работиш, мораш да се облечеш јако. Значи мораш да си облечен од кондури као што треба до горе. Значи целиот да си затоплен, затоа што после не работиш 15 дена. Една прелада па готово. Порака на сите жени, тоа што го знаат најдобро нека го работат. Дали е машка, дали е женска работа без разлика. Додуше ние сме усве најдобри, ама и се бориме цел живот со нив. Советувам дека ако може да учат, нека учат. Ова не е занат само за мажи.